На клиниката за инфективни и фебрилни состојби во Скопје почина едно лице од Куманово на возраст од 73 години. Во својот стан во Кавадарци е пронајдено починато лице на возраст од 44 години. Како во посмртен еземен бриз, истиот вчера потврдил присуство на вирусот. Во денешната статистика е одметнат и пациентот, кој вчера почина на пат кон болницата 8 септември. Од клиниката за инфективни и фебрилни состојби во Скопје денес се испишани 5 оздравени пациенти, кои по 2 негативни контролни бриса во добра општа состојба заминуваат дома. Во изминативе 24 часа регистрирани се 18 нови случаи позитивни на коронавирусот. По градови Скопје 7, Куманово и Битола 2 случаи, Прилеп 4, Кавадарци 1, кој што е починатиот, додека пак во Крушево и Кочани по едно лице. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 во нашата земја изнесува 617 лица. Во изминатото деноноќе направени се 351 тест. До сега во земјата се направени 6230 тестирања на COVID-19. Денеска нема да се одржи редовната пресконференција, но одделението за односи со јавност е отворено за сите новинарски прашања. Истите ќе бидат одговорени во најкус можен рок, известува министерот за здравство доктор Венко Филипче на својата Facebook страна. Воено апелираше до сите граѓани да се почитуваат мерките без никаков исклучок. Сметаме дека овие мерки се доволни. Сериозно ограничување на движењето, целосно блокиран викенд, разделување на двете ризични групи, постарите лица и помладите во текот на денот, сега со дополнителна рестрикција во движењето. Ја пратиме секојдневно кривата на новодиагностицирани, ги пратиме овие пикови, понатаму број на случаи кои што се детектираат во текот на денот и согласно сите тие резултати сме спремни да интервенираме во мерките. Но ќе повторам, за сега остануваме на мислењето дека овие мерки се сосем доволни.